Почитувани, минатата недела посветочивме уште еден срамен и дрзок чин на ВМРО ДПМН. Избезумени од фактот дека ја губат власта, како давеник за сламка, ДПМН-евците не бираат веќе начини да се промовираат со надеж дека тоа ќе им помогне на некој начин, бар колку може подолго, да останат на фотелите. Во петокот на 20 ноември, Унијата на жени на ВМРО ДПМН во Гевгелија посегна по злоупотреба на децата и на младите за преку нив да врши агитација за своји политички цели. Именно, ДПМН ја злоупотребија можноста да агитираат преку државните институции и преку децата од основните училишта. Тие злоупотребија една добронамерна кампања за безбедност во сообраќајот, со тоа што кампањата за безбедност во сообраќајот ја претворија во своја кампања за промоција на ВМРО ДПМН. Овие фаери им беа поделени на децата од основните училишта во Гевгелија и како што можете да забележите, во долниот десен агол стои логото на ВМРО ДПМН. СДСМ ја поддржува секоја кампања за безбедност во сообраќајот, особено поради фактот дека во Македонија секоја недела слушаме за барем еден смртен случај предизвикан од сообраќајна несреќа. Но не е во ред партиската промоција да се обвитка во нешто што наведом изгледа на добронамерна кампања и така да се протне во рацете на децата. И не само што не е во ред, туку и законски е забрането политичките партии да ги злоупотребуваат државните институции и најмладите со цел преку нив да агитираат. Подсетуваме дека ова не е изолиран случај. ДПМН исто така минатата недела спроведи една анкета врз децата и родителите во основните училишта во општина Аеродром. Настаните во општина Аеродром, како и настаните во општина Гевгелија, се спротивни на Законот за основно и средно образование, кој строго забранува било какво политичко делување во училиштата и врз децата. Апелираме до просветниот инспекторат да ги испита овие случаи на злоупотреба на образовните институции и на децата во политичка кампања. Исто така апелираме и до ДПМН. Крајот на вашето владење се приближува и тоа нема да го сопрете со ништо, а најмалку со партизирање на децата. Оставете ги децата да бидат деца. Не им доликува безгрижната детска игра, а не да бидат инструменти за ваша партиска промоција и агитација. Знаеме дека партизиравте секоја сфера од општественото живење, меѓутоа немојте да продолжите и во насока на партизирање на децата од основните и средните училишта. Ви благодарам за вниманието.